Ке продолжиме со Христовите чуда во Новиот Завет, во преостанатиот дел од нашето богослужение. Мејата сабота, иако зборував општо за Христовите чуда, сепак на крајот го споменав првото чудо што е наведено во Евангелието според Матеј, случајно или не случајно, во 8 глава. Беше токму она чудо, исцелувањето на слугата на римскиот капетан, за кој што зборува Јован во 4 глава, а зборува и Лука во 7 глава. Кој што чудо се случило откако самиот Христос бил восхитен од верата на овој незнабожец. Пред да преминеме на следното чудо вечерва, јас би сакал само да го прочитам извештајот како што е даден во Евангелието според Лука. Во Јован сме го читале, кога го проучувавме Јован, и малку детално го обработувавме. Матеј ни е попозната верзија, бидејќи Матеј некако е, бидејќи е прво Евангелие и некако, барем не знам за вас, мене ми е некако, ја полесно се снаоѓам во Матеј. Речете ми да најдам нешто, а во Матеј ќе го најдам побрзо, отколку во другите Евангелии. Се разбира, Марко е мал, значи некои работи фалат таму, не се запишани сите. Но Лука ми беше секојаш најпроблематичен за да се снајдам во него, да се сетам што каде беше. Затоа е згодно во време кога се проучува токму Евангелието според Лука, ова тромесечие, јас лично сакам за себе повеќе да се дружам со Евангелието според Лука и повеќе од него да ги бираме текстовите кои што зборуваат за Христовите чуда, воколку се разбира истите тие чуда се споменати и во другите Евангелија. Значи, во 7 глава, само ќе го прочитам ова, а ќе преминеме на друго чудо. А кога ги сврши сите своји зборови во ушите на народот, влезе во Капернаум, а слугата на еден стотник, значи, римски офицер кој што под себе имал колку легионери, 100, командувал со 100 војници. А слугата на еден стотник, ова слуга значи роб, кога тој го почитуваше, беше болен на умирање. И кога чуза Исуса, испрати при него јудејски старешини. Ете кој детал го кажува Лука. Значи, овој римскиот стотник не му се обратил тука директно на Исуса, како прво ќе си рече, па јас сум нечист, јас сум незнабожец, сигурно не би сакал ни да ме погледне, ни да ме удостои со внимание. Затоа ќе испратам евреи, и тоа не било кој, току јудејски старешини, ќе испратам посредници кај Исуса. Значи, испратил јудејски старешини, за да го замола да дојде и да му го излекува слугата. И сега интересно е што се вели, кога стигнаа при Исуса, го молеа усрдно велејки. Старешиниве са евреиве го молат Исус да го излечи навистина овој робот на незнабожечкиот офицер. Зошто? Заслужува да го направи тоа за него, зашто го љуби нашиот народ. Иначе, овој римски стотник бил јудеофил. Ги симпатизирал евреите. И дури што рекоа, и синагога ни изгради. Овој римски стотник донирал средства да се изгради еврејска синагога. Зато евреите велеле, заслужува овој да го излечиш. Заслужува. Другите не заслужуваат. Исус тргна со нив. И кога веќе не беше далеко од куќата, стотникот испрати пријатели да му речат. Стотникот повторно не се појавува. Туку го пресретнуваат негови гласници на пат и му велат, Господи, не труди се, зашто не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Зошто? Бидејќи сум незнабожец. Бидејќи сум необрезан.
Затоа не труди се, не мора да влезеш кај мене. Не мора да се извалкаш, влегувајќи во мојот дом. Или каква понизност покажува овој римски капетан. Затоа и не се сметав достоен да ти пристапам, туку скажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Зашто исто и јас сум човек под власт. Значи, јас сум починет на некои мои генерали, а имам починети војници. И на едниот му велам оди и тој оди, на другиот дојди и доаѓа, на својот слуга направи го тоа и тој го прави тоа. Рековме што значат овие зборови мијатата сабота. Кога го чу тоа, Исус, овој превод вели, се зачуди. Други преводи велат, како и во оригиналот, Исус се восхити. И се заврте кон народот што врвеше по него и рече, ви велам, толкава вера не најдов ниту во Израел. И го знаеме остатокот. Оној миг кога Исус им рекол на пратениците дека слугата е здрав, тој миг навистина оздравеле. Уште еднаш ке речем, тоа го споменав мијатата сабота, ако не се лажам. Значи, можно е сите тројца евангелисти да зборуваат за три различни чуда, можно е да зборуваат двајца од нив за едно чудо, а третиот да зборува за друго чудо, различно. А можно е сите тројца да зборуваат за едно исто чудо, значи и Јован, и Лука, и Матеј, иако забележуваме некои разлики во деталите на описот. Овие разлики не треба да не будат. Тоа не се некои противречности. Значи, евангелистите не се судски сведоци, повикани да кажат што точно како било, туку користале слобода, некои од нив да кажат детали, што сметале за потребно да ги кажат, некои од нив да не ги кажат сите детали, да го опишат настанот во некоја друга верзија, едноставно сатоа што различните евангелисти своите евангелија ги пишувале за различни читатели, за различна публика. И тие самите бирале како ќе го опишат настанот, во каква верзија ќе го прикажат и кои детали ќе ги споменат, кои детали ќе ги премолчат. Бидејќи битното било каков ефект тоа ќе има кај конкретна класа на читатели, конкретна група на оние до кои што евангелието било наменето. Следното чудо кое што е запишано, и јас малку се раководам според Матеј, кога зборувам за редоследот на чудата, иако веднаш ќе кажам дека нито едно евангелие не може да ни биде стандард за тоа кое чудо се случило најнапред хронолошки. Не можеме да кажеме такво нешто, бидејќи самите евангелисти не воделе сметка толку за хронологијата. Значи, не можеме да кажеме кое е следното чудо хронолошки. Сите тројца синоптички евангелија зборуваат за фатениот, на Марко уште во 2 глава зборува за исцелувањето на фатениот во Капернаум. Потоа зборуваат за бесните гадаринци, зборуваат за исцелувањето на Петровата баба, зборуваат и за исцелувањето на оној бесен демоно-обседнат кој што го прекинал богослужението во синагогата во Капернаум. Многу ми се допаѓа како е представена таа сцена во филмот Исус од Назарет. Не можеме да кажеме сега кој од овие беше попрво, кој настан. Значи, демонизираниот во синагогата, Петровата баба, фатениот низ покривот, бесните гадаринци. Овие веројатно следат. Но јас ке речем не е толку битно. За мене ќе биде битно кога се работи за
овие новозаветни примери на исцеление, битно е да ги прочитаме сите, да ги поминам сите, да не пропуштам ниту едно. А воопшто не е битно по кој редослед. Значи, многу и не можеме да знаеме по кој редослед се случувале овие настани. Затоа ќе отворам веднаш во истата глава според Матеј, значи во 8-та, каде што беше и исцелувањето на слугата на овој стотник. На крајот од оваа глава, почнувајќи од 23 стих, ни се кажува следното. Сега, јас додека го читам, дали може да погодите овој настан каде е опишан во другите евангелија? Конкретно во Марко или Лука. Значи, јас читам од Матеј 8.23. И кога влезе во коработ, неговите ученици го следеа. И ете, голема бура се подигна во морето, така што брановите го покриваа коработ. А тој спиеше. Ова е она чудо со стивнувањето на бурата, меѓутоа тоа не е пример на исцеление. Но мораме да го прочитаме, за да знаеме дека предходал на оној следниот настан, што се случува на другата страна од Галилејското езеро. Пристапија учениците и го разбудија, велики: Господи, спаси, не загинуваме. Им рече: зошто се боите, маловерни? Тогаш стана, ги прекори ветровите и морето и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: каков е овој, та и ветровите и морето му се покоруваат? Што би рекол римскиот стотник: шо се чудите, бе, евреи? Па он е генерал на сите ветрови демони. Тие се под негова власт. Забележте дека во истата оваа глава предходно се зборува за исцелувањето на Петровата баба. Значи би требало по нека логика тоа да биде следното чудо. Но јас реков, нема да водам сметка за редослед, туку ќе гледам да ги поминам сите. И јас избрав да вечерва го проучиме ова чудо со бесните гадаринци на другата страна од Галилејското езеро. Бидејќи случајот со Петровата баба е многу прост. И кога дојде Исус во Петровиот дом, 14 стих, ја виде неговата тешта, вели овој превод, како лежи болна од треска, ја допре раката нејзина и треската ја остави и таа стана и им служеше. Со други зборови, мрднал со прст и болеста си замина. Таа стана и им служеше. И потоа се зборува како еден куп чуда се случуваат, му доведува многу опфатени или обземени со демони, тој со збор ги истера духовите и ги исцели сите болни. Еден куп чуда се случиле, што тука се опфатени само со една реченица. Сега доаѓаме до случајот со гадаринците. Тој е опишан во Марко 5 глава, исто така, нели? Во Лука дали е опишан некаде? Ако имате Библија со конкорданс, може да ви помогне во одговорот на опрашање. Дали е некаде во Лука опишан случајот со... Лука 8.26. Да отвориме таму. Ова го прашав затоа што предпочитам, ако Лука го споменува истиот настан, да го прочитаме неговата верзија. Како што најавив. Но да видиме колкава е неговата верзија. Како? Добро. Ајде видиме. И допловија до Гадаринскиот крај, спроти Галилеја, а кога излезе на копно, го сретна еден човек од градот кој имаше зли духови, еден човек, и долго време не носеше облека, ниту живееше во куќа, туку во гробовите.
Интересен тип. Веројатно тие биле најстрашните гробишта на светот. Најстрашно било да се помине покрај тие гробишта. Не затоа што има духови, туку затоа што има духови во жив човек. Духови во човечки облик, демони. Кога го види Исуса, извика, падна пред него и рече многу гласно: што сакаш од мене, Исусе, сине на Севишниот Бог? Интересно. Те молам, не ме измачувај. Зашто му беше заповедал на нечистиот дух да излезе од човекот, кога го опфатил одамна. Така што го врзуваа со вериги и го држеа во окови и го чуваа, но тој ги раскинуваше оковите и бесот го гонеше во пустините. Каква е оваа сила? Овој човек ги раскинувал синџирите и оковите. Каква е оваа сила? Ова личи на холивудски филм. Не личи на реалност. На било реалност. Било реалност, бидејќи тоа била надприродна сила. Тоа била демонска сила. Не била силата на тој обседнат човек. Исус го праша: како ти е името? Тој пак рече Легион, зашто многу демони влегле во него. Значи не било еден демон, не било 10, не било 100, не било 1000 демони. Знаете колку војници имала една римска легија? Од 3 најмалку до 6000 војници. Да земеме најмалата бројка. 3000 војници. 3000 демони имало во овој еден човек. Како е ова можно? Сега станува многу лесно разбирливо како можел да крши железни вериги, синџири, окови. Страф и трепет. И кога овој му се поклонил на Исуса, тоа значи дека сите демони му се поклонија на Исуса. Сега, читаме, знаеме, дека во Марко имало двајца. Така. Зошто Лука споменува само еден? Па затоа што кога Исус прашува, не зборуваат двајцата истовремено, како грци на ТВ дебата, например, како што сите зборат истовремено. Не знам дали сте гледали. И водителот зборува, и едниот гостин, и другиот гостин, сите истовремено зборува. Зборувал еден од овие двајца обседнати. И тој одговорил Легион. Ако го додадеме и другиот, значи имаме минимум 6000 демони, а максимум 12000 демони. Замислите. А Исус во Гециманија што ќе му рече на Петра? Стави го ножот назад. Зарем не мислиш, ако имам потреба, зарем не би можел да повикам 12, што? 12 легии. Колко би било тоа се? 12 по 3 или 12 по 6 илјади? Но овој пат ангели, господови. Колко што имало апостоли, толку легии. Навистина многу. Сепак, мене, кога се работи за овој случај, најмногу ми се допаѓа описот што е даден
Каде? Добро. Знаев дека ќе ве збунам. Најмногу ми се допаѓа описот даден во Копнежот на вековите. Знаете зашто? Бидејќи во Копнежот на вековите се наоѓа еден детаљ што мене ми остави силен впечаток кога прв пат го прочитав во животот. А тоа беше некаде пролета 92-та година, кога прв пат ја читав Копнежот на вековите. Именно кога стапнале Исус и апостолите на спротивниот брег, значи на Гадаринскиот брег, одеднаш и излегоа, се втурнаа од гробиштата овие двајца демона обседнати. Тие биле познати, тие биле страф и трепет во околината. Од нивните раце виселе остатоци на скинати синџири. Оковите биле на место, но скинати. Како скинати лисици, полициски. Биле бесни, што кога ќе фателе било која жртва, ја раскинувале. Значи, тоа било бетер од звер. Лафли, диносаурус, што сакате, замислете си. Ова било нешто вакво во човечки облик. И сега, знаете што ми е интересно кога станува збор за описот на Копнежот на вековите? Ево да видиме како Матеј го кажува ова. Го сретнаа двајца обседнати од демони кои излегува од гробовите, многу свирепи вели, така што никој не можеше да помине по оној пат. Ма каква полиција, какви иродови, какви римски војници, никој. Сите тие бегале на километар од ова место. Знаете што е интересно? Нито еден од евангелиста не го споменува оној детаљ што го споменува Елена Вајд во Копнежот на вековите, а што многу ми се допаѓа. Знаете ли кој е тој детаљ? И ден денес многу ми се допаѓа тој детаљ. Вели, штом ги видоа, значи, како во момент излегува од гробиштата и се втурнаа по нив, да ги растрнат, апостолите фатија, како велиме ние, ајде речеме, фатија да бегаат. Колку што, знаете, тоа се опишува, го учевме и по анатомија го учевме, значи, адреналинот така реагира, значи, или ќе бегаш, или ќе се бориш, трето нема. Во момент, значи, во дел од секунда треба да одлучиш што ќе правиш. Или ќе бегаш, колку што те држат нозете со сета можна брзина, или тој истот адреналин, ако така одлучиш, ќе се напрагнеш некако да се подготвиш за борба. Без оглед колку шанси имаш да победиш. Учениците го избрале попаметниот избор. Го направиле попаметниот избор, значи фатиле да бегаат. Не било тешко да се направи тој избор. Тоа веројатно го правиле и римските војници. И родовите војници. Ова територија била под негова власт. И сега оно што многу ми се допаѓа е што Елена Вајд вели учениците бегале некое време. Колку? Минута, 2, 3, 5. И знаете до кога бегале? Бегале со сета брзина. Значи, спринт, трка на 100 метри, со препони. Дали сандалите биле на нозете, дали некако се отфрлиле и продолжиле да бегаат боси, не знам. Но бегале, знаете до кога бегале? Бегале, не знаеме колку долго. Знаете кога застанале? Кога се додека забележиле дека Исус не бега со нив. Тоа е оно што најмногу ми се допаѓа од целата приказна. Бегаат, страф, паника и одеднаш забележува дека Исус не трча со нив. За нив било нормално
да очекуваат дека и Исус ќе фати штрафте заедно со нив. За нив било чудно што Исус не побегнал. И потоа Елена Вајето пишува и вели како почнале постепено да се враќаат. Постепено, пазите, стравот уште чувало си. Постепено се враќаат апостолите. Постепено и виделе како Исус мирно разговара со овие луѓе. Овие луѓе веќе биле исцелени. Апостолите го пропуштиле. Ги пропуштиле главните сцени во филмот. Нивниот страв, нивната паника, нивното бегство било причина да не видат што се случило. Го пропуштали и овој разговор, ова прашање, ова одговарање, легион, и како Христос ги исцелил. Кога дошле, тие виделе како Исус разговара со исцелените луѓе. Немало трага од демоните. И се разбира, каде завршиле демоните, тоа го знаеме, нели? Завршиле во свињите. Зошто завршиле во свињите? Јас немам подобар одговор од прашањето, од одговорот, затоа што Господ не сака луѓето да јадат свинско. Овие биле незнабожци, гадаринците биле незнабожци, не биле евреи. Ова било незнабожечки крај. Таму се одгледувале свињи, се јаделе свињи, се продавале свињи, се правило бизнис со свињи. И веројатно тој бизнис бил толку голем, што жителите, иако биле восхитени од Христовото чудо, за нив не постоело поголемо чудо од тоа некој да може да ги исцели овие двајца зверови во човечки облик. Сепак, за нив економскиот интерес, свињарството било побитно и тие го замолиле Исуса да си оди од нивниот крај. Добро, го слушавте звончето, часот заврши. Ке продолжиме следниот пат.